Во текот на вчерашниот ден бевме во целосна комуникација. Немам информација дека се најавуваат протести или слично, тоа е легитимно право, заради тоа што навистина во една година се трудиме да правиме притисок, да ги решаваме напластаните проблеми, како што беше проблемот првенствено со Поврдарија, каде што долгот беше близу 4 милиони евра. Денеска вршевме инспекцијски увид, констатиравме дека Поврдарија уште исплаќа, во овие 2 месеца исплатени 200.000 евра, односно остануваат, мислам дека околу по долгот за 15-та или за 15-та година околу 500 до 600.000 евра, над 3 милиони евра со секојдневна работа, комуникација, соработка со представници на винаријата Виножупа, гледаме да бидат исплатени. Тоа перманентно се случуваше во овој период. Утре закажан состанок во Министерството со граначалниците на општина Кавадарци и Неготино, со пратениците од тој крај, со представниците на лозарите, со сите вклучени во делот, собствениците на Поврдарија ќе бидат тука утре во 14:30, а претходно ќе имаме состанок со стечајниот управник и со сите одговорни во делот, представниците на банките вклучени во 14 часот за Стефани винаријата, каде што активно Министерството координира, односно тоа што ние можеме партнерски да на некој начин како држава разговараме, да ги мотивираме да што побрзо се најде решение на овој проблем, заради тоа што навистина околу исто така 30 милиони денари поборување имат лозарите кои што мора да бидат исплатени, а се предмет на стечајната постапка која што е отворена и која што се води во судот во Гостивра, мислам, за оваа винарија. Целосно сум запознат, целосно правиме координации за да ги решаваме проблемите на лозарите и праќам порака дека ова влада на Република Македонија и Поврдарија и винаријата Стефани во однос на исплатата на лозарите во следниот период мора да ги затвори како прашање, лозарите мора да ги добијат своите пари.